На самиот крај од 2020 година градоначалникот Блаже Станков денеска даде отчет за сработеното во делот на инфраструктурата и реализирани значајни проекти во населените места. Покрај изградбата на полски патишта и асфалтирање на повеќе улици, во Зрновци во тек е изградба на мултикултурен центар кој се наоѓа до општинската зграда. Општина Зрновци во рамките на расположивите ресурси и во рамките на буџетот на Зрновци, мислам дека 2020 година одбележавме успешно со тоа што реализиравме повеќе проекти, така да со тоа мислам дека исполнета и програмата во која што беа зацртани проектите кои што треба да бидат реализирани во текот на 2020 година. Еве јас ќе ги набројам тие проекти. Тука најпрво би го спомнал културниот дом во село Видовиште, на кој што е направена комплетна реконструкција. Понатаму асфалтиравме улицата Трифон Вангелов во село Мородвис. Ја изградивме етно куќата, тоа беше втора фаза од проектот регионален етнопарк. Исто така направивме проширување и на улица Илинденска на влезот на село Зрновци, на која што изградивме и тротоар. Исто така овде е изграден и канал за наводнување, со кој што ги опфативме атмосферските води, асфалтиравме неколку улици во село Зрновци, почнавме со реконструкција и адаптација на општински простори кои што ќе бидат пренаменети во мултикултурен центар. Годинава исто така набавивме возило за изнесување на комуналниот смет, така да тоа беа поважните проекти. Овде не го спомнав и проектот проширување и реконструкција на локалниот пат Зрновци-Мородвис, кој што е во должина од 3 километри. На вистина, мислам дека имавме плодна година. Јас се надевам дека 2021 година ќе биде уште поплодна, со оглед на тоа што веќе имаме обезбедено околу 540.000 евра за изградба на патишта. Овде се опфатени 4 патишта, имаме еден полски пат, имаме една улица, две улици да се асфалтираат во село Зрновци, една улица во село Мородвис и една улица во село Видовиште. Покрај овие проекти се гради и фекална канализација на крак од улицата Скопска во должина од 600 метри, препумпна станица во селото Мородвис. Набавена е опрема за снимање на седниците на Советот на општината, реконструирана е трапезаријата на градските гробишта, изградени се полски патишта во должина од 1500 метри, со што се овозможи полесен пристап до земјоделските површини.